Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска забележа напредок од 4 позиции на најновата ВТА ранг листа. Тетовката, иако не настапуваше оваа седмица, сепак поради слабиот настап на конкурентките, но и начинот на кој се пресметуваат бодовите, се најде на рекордното 192 место, на кое беше и после Австралија Опен. После одличниот настап во Мелбурн, нашата тенисерка се здоби со мала повреда на раката, што беше причина за поразот уште во првото коло на турнирот во Гренобл, Франција. Од тогаш тетовката имаше пауза во настапите, а така ќе биде и оваа седмица. Следниот турнир за Ѓорчевска ќе биде учеството на Фјучерсот во Москва, Русија. Фудбалската федерација на Македонија одлучи да го одложи стартот на втората фудбалска лига. Причина за ваквата одлука е барањето кое до нив стигнало од 4 клубови, кои не биле во можност да ги реализираат подготовките за пролетниот дел, поради замрзнатите терени во нашата земја. Пролетниот дел беше планирано да започне на 25 овој месец, но со оваа одлука тоа ќе почне на 4 март. Екипата на Тетекс во првото пролетно коло на домашен терен ќе пречека екипата на ФК Скопје. До крајот на вториот дел остануваат да се одиграат уште 4 кола, а потоа ќе следуваат и дополнителни 9 кола, за кои распоредот ќе се одреди според пласманот на табелата после одигрувањето на 80-тото коло. Екипата на Тетекс, како единствен представник на Полошкиот регион, моментно се наоѓа на 8-та позиција на табелата со 11 бодови, или само еден повеќе од местата кои носат испаѓање во понизок ранг. Вечерва започнува осмина финалната фаза од фудбалската лига на шампиони. Во оваа фаза се формирани 8 двојки, кои ќе се одиграат во вкупно 4 надпреварувачки денови. Денес со почеток во 20 часот и 45 минути ќе се одиграат надпреварите Бенфика, Борусија, Дортмунд и ПСЖ Барселона. Посебно внимание привлекува надпреварот на Паркот на принцовите во Париз, кој ќе представува дерби на оваа фаза од Лигата на шампионите, со оглед на тоа дека и ПСЖ и Барселона се кандидати за освојување на најквалитетното европско клупско надпреварување оваа сезона.